Светиниколската градинка Рахилка Гонева не се откажува од паушалот од 520 денари на месечно ниво, кој родителите треба да го платат за месеците додека децата им беа дома. На сите оние кои сакале да ги запишат своите деца повторно во градинка од септември, од страна на менаџментот им било побарано да платат по 4000 денари. Кажа дека јас останав без работа, и тоа дете не ми дава да го користам, да ја користам мерката за нега на детето. Останав без работа и ми кажа дека како невработен родител сум немала право на жалба да поднесам за да бидам ослободена од плаќање. Со тие зборови, како сакаш, така прави и толку. Условот кој го барат да подмерам сметките од март месец на наму и да им однесам потврда дека јас и мојот сопруг не можеме да ги изработуваме работните обврски од дома, туку мора лично на работа. А каде јас сега донесам потврда кога јас останав без работа? Дел од родителите се гневни посочувајќи дека вработени во приватниот и државниот сектор не добиле ист третман за време на корона кризата. Дефинитивно сите мерки кои беа од владата предложени ги користеа само администрацијата. Ние приватниот сектор останавме без работа. Чиста дискриминација мислам. Од друга страна, ставот на менаџментот на градинката Рахилка Гонева е дека парите мора да се платат. Има одлука на Советот на Свети Николе со која се задолжуваат сите родители чии деца ќе продолжат да одат во градинка од септември, на име материјални трошоци да платат 520 денари месечно од периодот март-август. Овие средства се наменети за дезинфекција на градинката и реконструкција на тоалетите. Информираат од градинката. Со слични проблеми се соочува и родителите од неколку општини од регионот, но по реакција на родителите тие беа ослободени од плаќање. Таков е случајот со Штип, Кочани и Пехчево.